представници на медиумите, заедно со државниот секретар во Министерство за образование и наука Билјана Казанџиска. Денеска имаме можност да направиме обиколка на ново изградената и модерно основно училиште Визбегово во истоветната населба во општина Бутел. Ова училиште ја обелотворува посветеноста на владата да обезбеди еднаков пристап до квалитетно образование за сите, независно од нивното социјално потекло, припадност или место на живење. Потребата за изградба на ново училиште во овој дел на градот стана очигледна и со овој модерен нов училишен објект тој проблем на граѓаните на општина Бутел, Чаир и Шутово Ризари го решаваме. Објектот, како што може да видите, е голем и ќе може да прими околу 1000 ученици од овие три скопски општини, а зашто од страна на владата преку Министерство за образование и наука беа обезбедени 110 милиони денари. Ова ново училиште не само што просторно ќе ги задоволи потребите за одвивање на квалитетен и непречен образовен процес, туку ќе служи како центар за социјален и културен развој на децата. Со училници опремени за сеопфатна наставна програма, вклучувајќи ги општествените природни науки, кабинети за музика и уметност и така натаму. Со обезбедувањето на се ова, сите деца, вклучително и тие со посебни потреби, ќе имаат пристап до квалитетно основно образование. Ние продолжуваме да ги засврстуваме темелите на поинклузивно и по-просперитетно општество. Преку ова училиште, како влада имаме за цел за идните генерации од овој дел на Скопје да им дадеме можност да развијат знаење и вредности кои се потребни и за нашата економија и изградбата на посветла иднина за сите. Образованието служи како камен темелник на економскиот просперитет на нашата држава, играјќи клучна улога во потекнувањето на иновациите, продуктивноста и севкупниот економски раст и развој. На крај би сакал да упатам апел и до градоначалникот на општина Бутел, што побрзо да ги заврши потребните законски процедури за овој објект да биде ставен во функција и веќе од идната учебна година во септември овие училници да бидат исполнети со детски џагор и смеа. Благодарам.